Денеска во Општа болница Кочани работен состанок одржа Сдруженијето на медицински сестри, акушерки, техничари и стоматолошки сестри, на кој претседателката Гордана Бешлиевска пред кочанските медицински сестри, членови на Сдруженијето за нас, ги образложи барањата кои тие како Сдруженија ги бараат. Едно од нив е донесувањето на закон за сестринство како дејност, бидејќи досега таков немало. Нашата иницијатива е во тој смер каде што ние во работни групи ги работиме сите предлози за нашиот закон за нашата професија, каде што сакаме да помогнеме во делот во кој што треба да се развиват сите одлуки кои што ќе членови во законот кои што нормално ќе ги задаваат нашите задачи и нашите обврски, меѓутоа согласно со законските норми на законот за професија ќе ги штитат и нормално и нашите права. Бидејќи ние се соочуваме сега со момент на анонимност на нашите професии во здравствените институции. Сестрите се школуваат, учат во втори, трети циклуси на студии, колективните договори не ги препознаваат по стручност, систематизациите не можат да ги предвидат во здравствените институции и доаѓаме до ситуација на анонимни професии наши, стручни, професионални и сестрите секогаш ословувани само во една категорија и поделени во сестри со средна стручна спрема и сестри со висока стручна спрема. Само заеднички сплотени преку ова здружение ќе се решат проблемите на медицинските сестри и ќе се стави ред, велат од здруженијето. Искрено надеваме дека тоа ќе биде една од многу големите придобивки на ова наше единство на унијата која што успеавме оваа година и пол наназад да го направиме. Јас понекогаш сакам народски да се изразам и кажам дека дечињата продуваат за година и пол, а ние за година и пол толку многу внесовме единственост и сплотеност во фелата, значи од цела Македонија, од примарното, од секундарното, од терцијалното. Апсолутно, и сметам дека значи конечно сестрите се освестија дека ова е начинот на кој што треба да си го вратиме достоинството назад.